Prvično se vključil v peto si za jednina, tam je Fridays for Future, što беше Fridays for Future, да. доста активно беше. Да, он има един много добра героика пред Министерство за дворешни мисъл, или за къде беше точно? МЖСП, животна средина. Животна средина беше, да. Животна средина бе и тогаш имаше много добра героика. Да. Инциденти имаше, ама за сега позитивно излезе, мислам дека се някъде. Fridays for Future. Они още са активни? Па не е толкова активно сега, веќе една година така е. Ти беше таму? Бех и таму, да. Како се функционираше таму, што прилика климатски услови беше, така беше животна средина? Да, како климатска акција беше, да се потенцира нели ургентноста на тој проблем. И мен тоа ми беше како прво така активистичко искуство. Да. И сосема нели се внесов во тоа, помагав на протестите и герилаци да ќе ги правевме. И мислам тоа беше како добро движење, бидејќи тоа беше така на тој принцип на хоризонталност и на како нема некој лидер што треба да го следиш или нема некој и беше сосема независно исто така. А зашто, знаеш, можам да разберам, сите во држава, конкретно во потомале, знаеме точно што е проблемот и што треба да се реши. Зошто, дали повозрастните или повозрастните, тие што се на функција, што доаѓаат на позиција преку партиите, не знаат што е проблемот конкретно или пак намерно го дополнително го покрираат за нивен профит? Што мислиш дека што ќе знаеш како сите околу нив да зборуваат дека излезеш во надвор само пред едната институционална зграда да видат што се дешава луѓето што размислуваат, ќе сватат што е проблемот. Они намерно ги прават своји корупции, намерно ги прават сите за нивен личен профит. Значи Кочан беше дека видовме со азот што беше со воздухот се пак не беше сменет. Зона заедно не дискутирам, Кристијан Мицкоски перед целата гарда на ВМРО истото беше. Што е тоа што они како не сакаат да го слушаат, не сакаат да преземат ништо. Треба се да погаѓаме тоа. Затоа што или пак они се тие директни создавачи на проблемот. Знаеш, никој друг, туку тие конкретно. Дали се ствари, па мислам, треба да одбираш дали мислиш дека се стварно злобни, како не знам што, или пак се само идиоти, така да, едно тие две, така да не ме плаши, да. Или можеби некој нешто помеѓу тие, знаеш, како не сваќаат, можеби да бидеме тоа малце по, како да речам, да им дадеме повеќе добро мислење на нив да им дадеме, нека да освои, само не сваќаат идиоти се, не знаат што прават. Ама истовремено да, мислам, тоа е како според мене се репродуцира система, самиот себе се репродуцира, бидејќи системот усвари такви влијанија дава врз луѓето, нели, си ги репродуцира своите вредности. На себичност, на нели безгрижа за другите и за околината. Се репродуцира така и они кога ќе стигнат на висока позиција, нивниот поглед е заматен така. Нели они гледаат на пример само не знам да го завршам овој извештај или не знам све друго не е нивна работа. Нивната работа е да го направам ова, да направам овие пресметки или што да потпишам овој договор, да го направам овој договор и толку другото нечија друга работа и мислам тоа е проблемот на овој систем, затоа не може ако се смени не знам партија или да влезат добри луѓе на тие позиции, исто дека се случи после неколку години, така што тоа е уствари само проблемите со системот и тој систем мора да се смени, бидејќи очигледно е дека без разлика кој е таму, тоа се... Да, само се минал човек, а не се минал политиката. Да. Што мислиш за младина, ние сме преку вид на... Има да речеме авангарда, меѓутоа се движиме тие кругови, парк рокери, знаеш, бунтот на младите, ако се каме, ние сме били како активисти, ние сме били дел од смеот таа младина која што сака да смени нешто. Што мислиш конкретно за политичките, тоест партиските подмладоци, СДММ, УМС, што е твојот став за нивните председатели, нивните активисти, или ЛДП, за ми ЛДП знам чув дека имаат младина, така да, се едно. Кој е нивниот став? Кој е мојот став? Ето како млади не го мислат, истото што мислиме ние, што генерално
те движиме на слични места, не можеме да бидеме различни, зависно од каде потекнува. Пак таа е генералната мисла. Па да, ама мислам тоа ти ја покажува помојката на системот и можеби ја покажува и слабост на нашето образование. Дека нашето образование не им дава прилика да мислат критички и запаѓаат во истите нели стапици како што запаѓале нивните родители или нивните постари, нивните претходните генерации. Така што тоа е делумно вина на нашето образование, ама нашето образование е дел од системот и системот нели ги задава тие вредности, нели во нив ги ствара тие вредности, например си викаат, сега ќе си, не знам. Мислиш дека СДММ, Марко Михайловски или УМС Сергеј Попов или не знам си кој од председателите нивни може да сминат во редиштата кај младите, може да сминат некоја си, например, они кога би го правеле ова, што го правиме ние активистите, со нивна механизација, со тие млади што ги контролираат, они што ги држат, би можело ли да има поголисто голем ефект. Меѓутоа, зашто они тоа не го прават? Зашто ни, што мислиш, кој е твојот став за нив? Не како лидери или како личности, туку како политички председатели на младина, ако тоа веќе младина. Па, мислам дека истото е како со политичките партии, нели, ако они, да речеме, не знам, било кој од тие направат некое движење создадат или пробат да создадат, ќе се гледа како неавтентично и ќе се гледа како корумпирано од нека политичка партија, така што не мислам дека можат да создадат некој широк консенсус. Само ќе биде исто како, не знам, да идеш на партиски митинг. Нема да бидат младите заедно соединети, туку ќе бидат нели разделкани. Може би не знам. Имаат нешто добро на ум, ама никогаш нема тоа да ги нели обедини младите или за некоја. Зашто мислиш дека они тегаат од таа кауза? Или нема доволно, да речеме, потенцијал или пак се поставени таму затоа што се доволно добри клиенти за да ја следат, знаеш, кога им побарат од партија, не знам, 20 души, 30 души, тоа да биде мислам дефинитивно е дел од тоа. Редарска функција. Да, има таква функција дефинитивно, ама исто така мислам дека немаат ни имагинација за нешто такво да создадат. Они го следат нели патот кој што системот им го. А они како млади не можат да кажат, чекај, тој што ме на нив или надредениот им кажат, чекајте да нешто да решиме, стоп, точка, тоа што на некој начин вака како што продолжува политиката, и се учесници во се тоа што го гледаме ние. Дефинитивно, можеби сакаат да бидат соучесници, тоа не знаеме. Ама мислам дека тоа е, они немаат потенцијал некако според мене. Така што и на секојдневен живот не верувам дека било кој моја возраст или твоја возраст како мисли на нив толку или па дека мисли дека имаат некаков потенцијал дека нешто ќе променат. Кога сите ги отпишуваме само и тоа е. Не направиле нешто за да мислиме различно.